Добре дојде во Мајкша Сена за Синиша Ефтимов. Здраво, Синиша. Здраво, здраво, како си ме? Се гледаме често, да не речам секој ден. Тука и живееме во близина на центара и често се гледаме на представите кои што ги режираш или кои што се играат во овој театар. Можам да кажам дека си најдобар режисер во Македонија. Кога ќе се каже најдобар режисер во Македонија, некогаш е субјективно, некогаш е објективно, зависи кој од кој агол го гледа, но кога ќе се земе предвид дека твоите представи што ги правиш се најпосетените и најпродаваните представи, представа која што ќе стави на репортар за, не знам, за пола сат ги снемува сите седишта, тоа ми дава за право да кажам дека си најдобар режисер во Македонија. Нека не се лутат останатите колеги. Благодарам на комплиментот, нема бидам нескромен, фала ти, ама ја би те исправил да бидеме реални, јас сум најгледаниот режисер во Македонија. Да, пошто, знаеш, најдобар е буквално субјективна работа, она што е за мене добро или за тебе може да за некого сосема нешто поинако, така да не би навлагал во таа компетиција. Меѓутоа, ако веќе треба да има било какво брендирање и ставање под некаква категорија, нели најгледан дефинитивно сум, тука нема да бидам лажно скромен да кажам дека не сум. Ти благодарам во секој случај за комплиментот. Синиша, ајде ќе те вратам уште кога беше дете. Што ти беа твоите детски соништа? Никош не сте направиле муабет за минатото, да видиме да се вратиме малку. Кога бев мал, сакав да бидам пилот. Не, ама појма немам, значи веќе долго време постојам на планетата Земја, така да стварно одавна е све тоа. Предпоставам сакаш да видиш дали било каква поврзаност имало со она што денеска го работам и да и не, у принцип ја као клинец ја живеев у Карпуш 4, Карпуш 4 тогаш многу блиско до Карпуш 4 или до овој Нерезли, тука беше телевизијата. Радио телевизија Скопје во тој момент, па после тоа и македонска радио телевизија, меѓутоа нели зградите, студијата, сето тоа беше таму и беше блиско до моето основно училиште. И појма немам, само уште прво деление бевме кога дојдоа и ме праша кој сака да иде у детска радиодрама, така се викаше тоа. Тоа Софија Гога Врчаковска, една многу драга жена која што е во еден дел од мојот живот, има навистина извршено големо влијание врз она што јас сум денеска најверојатно. И ништо заедно со уште неколку луѓе од оделенијата кои што нели заедно учевме, отидовме у детска радиодрама при радио телевизија Скопје под водство на Софија Гога Врчаковска, која што е наследи, мислам, Тодорка Кондовска, претходно да има водено истото студио. И од таму тргна нека цела приказна и моја поврзаност со медија, уметности и така натаму. Многу брзо после тоа почна да не ангажираат прво во радио емисии, како гласови, нели, позајмени гласови, па некои имаше дури детски контактни емисии, па имаше после тоа не пребација на телевизија. Веднаш потоа се случи да ни направат кастинга, Унко тргна да ја прави Бушева азбука. Јас сум едно од децата од Бушева азбука, не знам дали знаеш. Али да, така да од таму е тргната целата приказна, особено со мојот професор или ментор на факултетот за драмски уметности. Всушност прв пат се запознаваме јас како млад актер, дете актер фактички во Бушева азбука. Тоа е мојот прв ангажман пред камера и ова сега, значи, да ја скратиме. Како ти беше пред камера? Бе, супер беше све, ја бев дете која што сакаше да се забавува, имав супер средина, супер луѓе со кои што заедно растевме, созревавме, учевме начин на говор од кој што например денеска кај мене ништо не е останато. И од тоа време се инсистираше на македонски литературен јазик и правилен изговор, дикција и сето тоа. Меѓутоа подоцна Скопје и улиците го направија своето име, направи она што сум денес и начинот на кој што воопшто говорам. Ама како и да е, значи тоа се некои супер реминисценции од детството, најверојатно поврзани со она што денеска го работам, ако воопшто треба да се бара некоја поврзаност. И ова траеше негде скоро па не скоро, него до крај на моето основно образование и после тоа, нели, после Бушева азбука се редеа милион серии кои што беа актуелни тоа време. Али што се дешаваше, нели, како созреаш, како растеш, сваќаш дека тотално не си за тоа што го правиш, нели, под А, под Б, веќе и самата реалност почине да те удира. Ако не знам, влегов у првите 2-3 серии по дефолт влегов пошто сум од детска радиодрама, подоцна почна и некои кастинзи, цело време не само што не ме одбива, ама почнав да станувам епизода, па од епизода статист, па статиста со задача и сватив дека евидентно
не сум јас за ова, ајде да видам што се дешава од оваа страна, кои се овие луѓе што одредуваат кој што ќе игра. И тука негде дали од разочарување од тоа што не сум јас веќе не знам, главно беше втората смена. Не ме избра уопште да играм втората смена и тука ја мислам дека да. Ако се обидувам да се сетам правилно, најверојатно така некако тече приказната. Како ти беше тажен, беше плачеше, што прави? Не, ама едноставно мислам дека тука пресекав дека више најверојатно сум голем за ова, не ми треба во животот, ќе правам нешто друго. Едноставно тотално заборев на таа приказна. Известни, не знам, да речеме некои 3-4 години кои што решив да се упишам средно медицинско. Ја завршив 2 години фактички медицинско, смер фармација. Мајка ми фармацеут, татко ми во фармацевтска индустрија работеше и као ми делуваше као логична приказна у тој момент. Следување на лозата. Па ете да речеме ама нели доаѓаат тие тинеџерски години. Појма немам што се дешаваше, решив дека ни тоа не ми се свиѓа. У тој момент стана модерно, само што се појавија некои програми тука за учење во странство, така во САД имаше нека опција. Моите успеа да ми овозможат во тој момент и отидов во Америка. Кога дојдов во Америка, пошто сум завршил тука 2 години медицина, по нивниот кредит трансфер систем, кој што за тогаш за нас беше мислена именка, не ни постоеше кај нас тоа. Јас имав завршено средно. И фактички не знам, дојдов. Средно заврши средното. За една година. За една година заврши све, не беше, ама не е таа, нели има као приказната од порано 2 за 1. Не постоеше тоа, него едноставно она што го имав јас како транскрипт од сведителството, веќе ги имав потребните кредити за да завршам средно образование. Така да тоа беше едно супер искуство таму. Каде беше, во кој град? Бев во Дејвидсонвил, кој што е предградија на Вашингтон DC, се наоѓа фактички точно на тромеѓе помеѓу еден мегалополис, значи Анаполис, кој што е првиот главен град на Америка, Вашингтон DC, Балтимор, ова е точно во средина и имав шанса да фактички циркулирам, па не циркулирам точно во тој некој триаголник и многу добро ги знам тие 3 града, пошто практично живеев во нив. И како и да е, тоа беше еден дел од моето детство, тинеџерство и Ги прифати американците, те прифатија тебе? У принцип да, јас сум израснат воопшто на западна култура, израснат сум на Кока-Кола, MTV и американското знаме што и да тоа значи, али нели особено во денешно време кога е многу актуелно да се зборува за влијанија, нели сме имале вакво влијание, онакво влијание во политички смисол, нели геостратешки смисол и каков и да е. Де факто воопшто целата наша генерација мислам дека израсната на едно западно влијание воопшто, нели ние растевме на филмовите на Холивуд и на Дизни, не растевме на филмови на Тарковски, као што некој денеска се обидува да ни објасни. Како и да е, политика на страна, супер си предав таму, планирав и да останам таму и понатаму да го продолжам своето образование, кое што немаше најверојатно да има апсолутно никаква допирна точка со театар. Мислев да завршам, се упишам некој коледж таму Сент Джонс во Анаполис, Liberal Arts College, еден концепт кој што воопшто ни денеска не е ни имплементиран овде, каде што немаше класично оценување, туку што се беше базирано на есеи, големи истражувања според кои што добиваш оцени и така натаму. Меѓутоа, кратко траеше тоа, да не објаснувам се, ама едноставно морав да се вратам овде, немаше више опции да останам таму. И контекст си со америчка фамилија? Бев, не сум веќе долго време, можеби мислам дека се беа престари, како и да е, тоа е не се. Како и да е, се вратив тука и решив дека ќе студирам филмска режија. Стално ме занимало филм, оваа приказна што ти раскажав претходно од детство, поврзана со целата камера, режија, акција, камера, иде, тон, бла бла бла, целата таа приказна. Се викам ја ќе студирам режија филмска. И као решавам дека тоа ќе го правам, разговарам со некои луѓе и некои луѓе кои што во моментот видоа што може евентуално да излезе од мене, нели? Ми сугерира дека можеби е поинтересно и подобро воопшто у смисла на кариера и на она што ќе го правиш подоцна, дека е подобро можеби да се заврши театарска режија. Пошто као театарски режисер не е проблем да работиш и филм. Као филмски е малку проблем да работиш театар, пошто е сосема поинаку. И во тој момент тоа ми делуваше као нешто сосема логично и рационално решение.
И се пробав да се упишам овде на непуни 18 години, пробав да се упишам на ФДО, имав 17. Да се упишам на ФДО и у јуни ме одбија. Со образложение, нели, мал си, врати се, кога ќе пораснеш. Комисијата беа Унковски, Милчин и Георгиевски љубише. Така да, па не, Навистина мал си бил. евидентно мал многу, а евидентно и знаеа што зборуваат. Ама она што е уште посмешно е дека умеѓу време ја, нели, кога се деси тоа, имав време да ги фатам и уписите ни на Надфис и во Софија и на ФАМУ у Прага. Ме примија и на ФАМУ и у Надфис, ама се вратив во Скопје и имаше у август уште едно оставено место, отворено, или две, мојот појма на ФДУ, а не бев сигурен дека толку брзо сакам пак да си идам од Скопје, пошто само што се вратив од Америка. Сакав да ми беше интересно Скопје, го немав, значи моментот го доживував Скопје како да речам некој човек кој што веќе нели преоѓа од тинеџерство во некоја рана зрелост, некоја возрастна фаза во која што ти се случуваат работи, едноставно у моментот кога дознав дека има уште 2 места, решив у август повторно да пробам и за живот чудо изгледа пораснав во тие 3 месеца, ме примија. Да, Што ти викаат, ај, сега... Не, може не беше истата комисија, најверојатно не беше целосно, ама секако Унко беше дел од таа комисија. Како и да е, евидентно сум оставил некаков впечаток подобар од било кој што бил на таа втора што и да беше аудиција, да, и ете ме примија. Така да тука трнува мојата приказна вистинска со театар, мада заборев да кажам, сега ќе идеме флешбек назад ваму кај што бев дете. Меѓу тие серии имаше нешто што се случи, имаше еден голем режисер полски Богдан Хусаковски, така се викаше, кој што работеше во драмски театар 85-та, 6-та, тука негде, не ме фаќа за збор, може да се провери секако. Работеше текст на Тадеуш Ружевич, Стапица. Тоа е фактички, сега, нели, као постар, се вратив на целата таа приказна, пошто ми беше многу интересно. Еден одличен текст на Тадеуш Ружевич, кој што фактички зборува за животот на Франц Кафка. И базиране од неговите писма, од некои факти кои што постојат за него и супер представа. Го играше Франц Кафка, беше имаше нешто, Макс Бродски беше неговиот најдобар пријател, го играше Перо Темелковски, а јас пак го играв Франц Кафка како дете. И влегов на аудиција. И тоа е фактички првиот прв пат тогаш играв на сцена и единствен пат. Освен овие мои камеа овде која се појавувам во представи кои што ги работам во театар комедија. Меѓутоа тој прв пат да фактички јас играм на сцена, татко му на Франц Кафка беше покојниот големиот Ацо Ѓорчев. И дури толку долго играше представата да Ацо Ѓорчев почина, па после него го замени Крум Стојанов кога тој почина. Да, и со таа представа се утепавме од шетање, бевме, не знам, цела Чешка, Полска, игравме на мес. Дури има и критика во Ослобоđenje Сараевско, ја чувам уште. И врцава улога младог Синише Евтимова. Да, така да, ете, тоа е нели флешбекот, идеме сега назад ваму. Така да тоа е таа поврзаност. И она, ете, така стигнав негде до ФДО, почнав да студирам, the rest is history. Ке сакаш уште? Кека Плуп. Витаминка. Кажи ми, колку бевте студенти во прва година? Мислам 7. Поплавска, Благојче Божиновскиот Битола, Кире Петревскиот Прилеп, тоа да. Сите си работите? Да, чекај, да, се обидам. Раим Бурхан, внукот на... Не, Раим Турхан, валјда. Внукот на Раим Бурхан. Така слично име има и презиме. Како и да, не знам, него не сум го видел одамна. Дритро Касапи беше одличен режисер. Се пресели во Шведска, ако не се лажам, таму работи сега.
колку набрав, па изгледа 6, тие сме, не ми фали никој, изгледа тоа е нашата класа. Може би некого пропуштам. Женска ви беше само Наташа Поплавска. Беше Поплавска, беше да беше. Чувавте? Како не, ја и она баш се здруживме уште од самиот почеток, фактички мојата прва професионална представа е заедно со Поплавска на сцената. Токму на оваа сцена овде позади нас, тогаш беше тоа театар центар као дел од МНТ. И тоа е Едмонт од Девид Мамет, кој што го работевме заедно. У втора година на факултет. И ја после тоа изгубив право на студирање, пошто не добив подпис од една наша позната професорка. Што те викат, ајде гитла. Да, фактички поради и мене и Наташа не ни збрка, едноставно немавме право да продолжиме полагаме, многу беше ригорозно у тоа време, као 3 пати ако не се поеш на предавање, едноставно немаш право да полагаш, ако немаш право да полагаш, немаш што да правиш. Особено што у тој момент имаше на секои 4 години класа режија и мораш да чекаш фактички уште 4 години, па она не знам, Поплавска влезе у некоја акција која што успеа да се избори со наставнички совети, со бла 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 цела таа приказна и токму поради нас се воведе вонредно студирање на ФДУ. И така, тоа беше многу интересна некоја приказна, особено пошто ние више влеговме у некој као да речам професионални води и после тоа више не ни беше битно дали ќе завршиме или не, наискрено кажам, сега од денешен аспект прилично глупо размислување предпоставувам, али ја го влечев тој факултет долго време после тоа, особено пошто на крајот на криштата се осеќав и не знам, имав некоја резигнација кон целата таа ситуација, затоа што предпоставувам, ја не избегав од часови, знаеше деканот, знаеше мојот ментор, така дека ние работиме представа во националната куќа, нели? Така да не беше нешто дека ние криумчаревме реквизити или дрога, па не избрка од школа. Ама како и да е, тоа беше ситуацијата у тој момент и предпоставам некои антагонизми со некои мои постари колеги постојат уште од тоа време до ден денешен, па и понекогаш го плаќам данокот за моето неискуство и зеленост, нели, кое што евидентно ја предвиделе моите професори кога ме примиле, но како и да е, фала Богу, малтене пола век живеам, здрав прав сум и задоволен сум од она што го работам, не само тоа, напротив и горд сум на она што го работам и на сето она што го оставам позади себе како представи театарски. И како беше крајот, те молеа да дојдеш да го положиш последниот испит? Не баш така, ама да, за волја на вистината, да не беше Златко Славенски, лесна му земја, јас немаше да завршам факултет. Во еден момент Жанина Мирчевска му беше прва асистентка на мојот професор Унковски. Она, не знам, отиде во Словенија, таму работи. Ако не се лажам поимена, мислам дека така нешто се случи. Златко превзема, стана негов асистент и поимена, да речеме 2003-та, например, летот, тотално лето, онака, не знам, јули месец, ми звони телефон. Ало, Синиша, Златко е. Тај, молим те да се видиме. Ми се гледаме и вика, слушај, срамота е, ти си единствениот ученик на Унковски кој што не завршил. Да, ова е жива вистина. Не сум го, ова никој не го ни знае, у принцип. Не знам, изгледа ми стаи некој серум на вистината у водава која што ја пијам или не знам камера го прави тоа, не сум бил одавна пред камера. Како и да е, да, Златко ме убеди да едноставно имав некои више 2 испита да ги завршам и да направам дипломска. И го склопив све тоа у тоа лето, истото, негде таму на крај на летото, почеток на септември, дипломирав на сцената на ФДУ со една многу екзотична представа од Сара Кейн, Љубовта на Федра, која што нема врска со сето она што денеска го работам. Меѓутоа таму се зачетоците, зашто ја принцип ја почетав Сара Кейн као тотална пародија, не као трагедија. И така и јас работев таа една изведба која што постоеше на Факултетот за драмски уметности, куриозитет во изведбата, што една од улогите ја толкова Срđan Јаничиевиќ, мој драг постар колега, кој што понекогаш игра во моите представи. Да. Убави времења овие. Види, значи цело време се убави времења, особено кога се сеќаваш на нив, ама и она што го живееме денеска убаво, така не сум ја од оние луѓе кои што викаат порано беше супер. Се обидам да живеам со духот на времето и да ги наоѓам убавите работи во моментот. Се разбира да со задоволство се сеќавам на овие ствари, не сум се присетил на сето ова кој знае од кога и кога се враќам дури раскажувајќи ги приказни сваќам и некои мои недостатоци од целата ствар, але не е битно, супер, растеме секој ден и учиме, се подобруваме, така да немам проблем со тоа. Синиша, 50 години имаш, така?
Уште малце, 48, да. Убаво изгледаш, водиш грижа за себе, за своето тело, за храната, спортуваш. Па да, се трудам, не секогаш затоа што работата не ми дозвола толку често да развијам навики кои што се баш рутина. За да биде појасно, не знам, кога сум у Скопје ми е супер, пошто onda можам да си ги терам сите рутини, пошто тоа е град во кој што живеам и onda можам да си одредам совршено време за се. Ама многу често не сум во Скопје, најчесто не сум, работам низ цела Македонија, сега во последно време и низ Србија, така да onda имаш проблем од типот, не знам, пошто не си дома, јадеш хотелска храна или јадеш у кафана и onda тоа придонесува за не толку здраво живење. Па onda све тоа кампански кај мене. Фала Богу, задњава некаде 7-8 месеци сум у Скопје, па дадов форца на тоа да намалам некој кило, да малце посветам малку сериозно внимание, особено на своето тело и на начинот на исхрана. Така да, тоа е у моментов, што не значи дека утре кога ќе отидам, не знам, у Прилеп или кај да е, дека нема повторно да бидам лошиот Синиша, кој што не внимава на сите овие работи. Ама давам се од себе, сега. Вежбаш? Не е вежбање, ја пешачам, принцип, многу сакам да пешачам, ама пешачам у брзо темпо и пешачам долги стази. И onda мислам дека тоа е за мене еден совршен воркаут, пошто се друго ми е прилично досадно. Не можам сега да идам у теретана, да дигам тего и сите тие работи. Све тоа ми е некако ми треба движење, ова совршено ми одговара на мојот менталитет и добро ми влијае, окей сум. Покрај Кеј пешачеш или? Да. У принцип цело Скопје го шарам, тргам од Кеј, па onda сакам и по улици да поменам, пошто улица е дел од мене и ми треба и улица, секој ден да се набутам од овој скопскиот асфалт и јаглерод моноксид кој што испарува од сите коли. Да, тоа е. Навечер излегуваш, одиш по кафичи, по кафани? Многу ретко, тоа е. Не знам, многу го правев тоа порано, ама баш порано, мислам кога мислев дека треба да се прави тоа. Поминато ми е таа приказна, се разбира дека не е сега као ја готово и не искачам више, извини. Ама многу поретко и треба навистина да има причина. У принцип, како одминуваат годините, Скопје е тоа што е, оно се менува, некогаш на подобро, некогаш на полошо. У моментов нешто не ми е сјајно, ама не знам како да ти кажам, мислам дека таа етапа од мојот живот е помината. Да, се разбира, некогаш ќе искочам со пријатели, поема немам, ќе заглавиме, ама не е тоа некоја рутина која што некад ми била дел од животот, фактички лајфстайл на крајот на денот. Денеска тоа е инцидент или мора да има посебна причина за да се случи. И тоа е личен избор, не е причината дека нешто неаме доволно ноќен живот или не знам што, напротив има, стално има во Скопје. Пак ќе кажам, се менувало, некогаш било подобро, некогаш било полошо. Денеска Скопје е на некоја нова младина и гледам дека супер се забавуваат, ама едноставно мислам дека моето место не е таму, едноставно не знам што би барал таму, и ќерка ми е таму. Така да треба да си најдам сопствено место најверојатно, а тоа е најчесто мојот дом или домот на некој мој пријател. Тоа се места кај што преферирам да искажам. Ќерка ти колку години има? 20 години има ќерка ми, така да она е баш у екот на она што се вика искачање и лудување и сите тие работи. А за жал Скопје е мало. У тој контекст местата за искачање ни се лимитирани. Имаме слични вкусови, се разбира, израсната од мене и од мојата сопруга, кои што имаме своји преференции во животот, па таа се обидува да ги наследи намерно или ненамерно. Како и да е, она многу често се случува во тие инциденти кога јас ќе излезам некаде да ја сретнам ќерка ми во истиот локал и onda се викам најверојатно време е јас да се повлечам, нели би било глупо да кажам иди си ти дома. Сега освен тоа што изгледам младолико, имам појма немам, веќе најверојатно не треба да бидеме на исти места, за да може и она да се забавља како што треба, да можам и јас да се забавljам како што треба. Така да тоа е. Строг си родител и викаш во 5 сатот мора дома да си. Не сум строг, не сум ниту пак сум имал јас строги родители, во тој смисол се обидам да и мислам дека успеавме во тоа. Она е веќе возрастна, али секогаш ме третирале као некој кој што е тука со нас, заедно сме ги носеле сите одлуки, сме разговарале за све, имаме прилично отворен однос, се почитуваме пред се и мислам дека се базира на многу искреност и onda нема потреба од строгост никаква. Јасни се работите као ден и onda само тераме дале. По чии стапки е тргната?
Супер, јас сум пресреќен што не е по мој. Да, мајка е економиста и она упиша економски факултет и јас сум пресреќен урска со тоа, пошто нашава професија е полна со различни предизвици, препреки и на крајот на денот разочарување со кои што мораш да се соочиш на овој или на оној начин. Јас ја имав среќата да ги пребродам тие работи некако многу лесно, не знам, значи по пат и да се обидам да извлечам и од најлошите работи кои што ми се имаат случајно и на приватно и на професионално поле да извлечам што е доброто во сето тоа, па од тоа да учам понатаму, се разбира обидувајќи се да не ги повториш грешките од минатото. Така да не, мислам, појма немам, не, супер е што не е тоа што јас сум. Тоа ми се свиѓа, а мислам дека не е ни тоа што е мајка, нели е вршена комбинација од нашите два темперамента, интелекти на крај денот, и физикус, и онда цитира некоја своја приказна и се надевам дека ќе биде успешна. Јас од моја страна дам се од себе да ја овозможам да го живее животот што таа го замислила, така да тоа е од мене. Другото ќе мора сама да се потруди. Добар критичар, ги следи представите што ги работиш? Да, ги гледа се разбира, фан е, така да тоа не ја прави добар критичар, кога си 100% фан не си добар критичар. У суперлативи, нели, збори за моите представи, се надевам дека појма немам за година-две ќе се обиде и да ми најде некоја критика. Сопругата? И она знае некојаш да каже ова вака или онака, и тоа е супер, али се разбира и она е фан, значи сите оние кои што се блиску до мене, у принцип се фанови, оние кои што се помалце блиску до мене, се исто фанови, али од тие фанови ми е исто она малце имам укочено ми е рамово од тапшање по рамо, така да не знам, јас навистина би сакал некој. За жал, значи, ти си еден од ретките луѓе кои што се бави со театар у држава и ти благодарам за тоа неизмерно, затоа што навистина мене си ти нема знаат луѓе дека постоиме. Пошто не е дека не викаат, ниту пак дека има некои други културни емисии во македонскиот етер.